Станува збор за една традиционална крводарителска акција која што веќе еве 17 пат оваа година се организира тука во просториите на Домот на Арама, секако дека малку видоизменети условите под кои што се реализира акцијата, односно согласно протоколите, мерките за заштита, самозаштита од COVID-19. Тука се волонтерите на Црвениот крст кои што на почетокот мерат температура, секако оној анкетен прашалник на Институтот за трансфузиона медицина, лекарскиот преглед и секако процесот на дарување крв. Меѓутоа навистина сум среќна што еве во овој момент веќе имаме дарители, акцијата веќе еден час е започната, доаѓаат, што значи дека навистина очекуваме една успешна крводарителска акција како и сите изминати години. Што навистина ми е драго што традицијата живее, за нас во Црвениот крст ова многу значи и сметаме дека е една убава традиција и тоа како треба да продолжи да живее. Колку често дарувате крв? 2 пати годишно. Зашто сметате дека крводарителството е важно? Па важно е за да се донира за други, за луѓе, а дополнително е важно и за самите себе си, пошто се прочистува крвта и многу е подобро после чувството после донирање на крв. Како го запамтивте Тоше Проес? Па како хуманитарен човек пред се, пошто имаше многу донирано и за децата и многу работи направено преку неговата фондација, пред се како човек кој што има донирано многу. Какво е чувството да се биде крводарин? Позитивно, спасуваш нечи живот во секој случај. Така. Како го памтите Тоше Проес? Убава личност, ангел на Македонија, амбасадор. Све похвално за него, затоа и доаѓаме, фанови сме на неговото движење. Па, како и секоја година, и оваа година се собравме на 25 јануари, нели да го обележиме денот на Тоше, неговиот роден ден. Неговиот, за жал, денеска би бил 40 роден ден. Што е исто, ние сме секогаш подготвени да ги примеме сите крводарители кои што се денес заинтересирани да дојдат и да ја дадат својата драгоцена течност. Што е поразлично е тоа што секако ние се наоѓаме во период на пандемија, каде што мора да се запазат некои протоколи кои што се многу значајни во овој период. Тоа значи дека гледаме да има социјална дистанца, да самите кревети не се на многу блиско растојание, нормално дезинфекција на раце, мерење на температура при самиот влез во просториите на Дом на Арама, така да начелно се гледаат тие протоколи да се запазат. Дали очекувате голем одзив? Па видете, јас сум оптимиста и се надевам дека како и сите акции на овој ден, дека и оваа акција ќе биде успешна. До сега имаме околу 50 дарители. За тие што не знаат, не слушнале, акцијата трае до 17 часот. Се надеваме на добра излезеност на дарители и се надеваме дека ќе имаме една успешна акција повторно. Зошто сте присутни на овој настан? Јас традиционално учествувам на овај настан уште од 2008 година, а годинава по повод 40 години од раѓањето на Тоше Проески направив едно мало постерче и ќе подарам 40 слики цветиња на мирот и хуманоста за Тоше со љубов. И јас сум присутен тука, сликам цветиња и подарувам на најхуманите, на крводарителите. Како го памтите Тоше? Па тоа не може да се избриши. Тоше Проески останува, така да речам, еден од најхуманите луѓе во Република Македонија и на Балканов, кој рече ве сакам сите. Тоа значи дека најблагородното нешто што е кажано на овај простор е тоа, од Тоше Проески, кој останува вечно да живее во срцата и на најмладите, но и на нас повозрастните.